Сина фасада за подигнување на свеста на општеството за присуството, но и прифаќање на лицата со аутизам. На ваков начин, во Струмица символично се одбележа Светскиот ден на лицата со аутизам 2 април. Представниците на Општинскиот совет велат дека напорите треба да бидат заеднички и на родителите и на институциите, но и на луѓето воопшто, со цел рана диагноза, ран третман, право на едукација и здравствена заштита. Едно од начините да ги прифатиме во системот е да им возможиме школување на тие деца. Школувањето треба да го прифатиме како неопходност, бидејќи нивниот број постојано расте во светски рамки. Струмица, општина Струмица е една од првите општини, односно првата општина што отвори паралелка за децата со посебни потреби, односно за децата со аутизам. Тоа е сторено уште 2006-2007 година учебна и од тогаш паралелката постојано отворена и децата со аутизам може да ги посетуваат наставниот процес и да се бидат вклучени во образованието. Сакам да напоменам дека децата со аутизам понатаму треба да им се овозможи и други услови, односно да покрај основното образование, да го изучуваат и средното образование и да се вклучат во процесот на вработување. Сакам да напоменам дека од 76 до 90% изнесува на лицата со аутизам кои што може да работат, а не се вработат. Односно, работат само 10% од лицата што имат аутизам. Таа бројка треба да се поправи и треба неопходно да се работи на тоа. Тие се лица што треба да им го возможиме, бидејќи се дел од заедницата и дел од нас. Сакам да напоменам дека општина Струмица и градоначалникот господин Зоран Заев постојано вложуваат напори за да процесот на образование да тече што подобро и да бидат овие објекти што подобро опремени за овие лица. Во рамките на тоа, господин Зоран Заев и општина Струмица формира фонд, односно од буџетот на општина Струмица се издвоени дел од средствата за отварена сензитивна соба, која што е за потребите на лицата за деца со аутизам, кои што го посетуваат образовниот процес, односно основното образование. Исто така во рамките на одбележувањето на утрешниот ден, на крајот од ова моје обраќање, мојата порака би била, ако треба, сите фасади ќе ги офарбаме во сино, само да знаат лицата со аутизам дека не се сами. Спасе Додевски е дел од тимот кој ги води паралелките за деца со аутизам. Тој ја нагласува потребата за правење долгорочна стратегија која ќе помогне овие лица да се интегрираат во општеството, бидејќи за 10 години ќе бидат возрастни. Заедно во заедничка соработка го обележуваме овој ден на начин кој е специфичен за оваа популација. Имено предната страна на нашиот објект од Центарот за аутизам е боиме со плаво. Ова е светско признатата боја, автентична за лицата со аутизам. Денес наполнок во сите метрополи големите здања ќе светнат во плава боја со цел да се обрне внимание барем денешниот ден цела јавност да е свртена кон лицата со аутизам. Иако секоја година напоменуваме дека треба секој ден да ни биде вперен кон лицата со аутизам, па и со сите лица со посебни потреби, овој ден сакаме посебно внимание да обрнеме до јавноста, дека и тие лица се тука со нас, дека треба да им се обрне големо внимание, да им се даде голема поддршка како на нив, така и на нивните семејства. Нивниот број секојдневно расте. Мораме да поменеме дека во следната декада ќе имаме исто толков број на лица со аутизам, но сега возрастни, имајќи во обзир дека досега не се направило многу. Не можеме да се пофалиме дека се направило многу за овие лица со аутизам во нивната детска возраст. Меѓутоа мораме да бидеме спремни дека понатаму и на ниво на развој на возрастни лица треба да се направи уште многу. Благодарност до општина Струмица и до сите кои ни помагаат во сите овие иницијативи. Благодарност до Советот на општина Струмица, кој секогаш едногласно донесува одлуки во корист на нашите деца со аутизам. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но според статистиката на Светската здравствена организација има 12.240 лица. Аутизмот не е емоционална болест, туку тоа е тешко развојно нарушување со генетска основа,
Поновите истражувања покажуваат дека тој се јавува почесто од Дауновиот синдром, од ракот на децата или глувоста. Почесто се јавува кај машките отколку кај женските деца и тоа за 4 пати. Од Заводот за ментално здравје на деца и младенци во Скопје, една од институциите каде се третираат лица со аутизам, наведуваат дека е многу значајно раното дијагностицирање. Со современите знаења, средства и методи, аутизмот може да се детектира најрано на возраст од околу 18 месеци, со што се создава основа за интервенција кога мозокот е во фаза на формирање. Со раното откривање на аутизмот може да се обезбеди излез за аутистичните деца како и за луѓето околу нив. Потребно е професионалците од разни струки и лекарите од општа практика да бидат дополнително едуцирани за да обезбедат правилно откривање и насочување на заштитата на децата со аутизам. Посочуваат дека е важна и раната консултација на родителите со педијатарот и психијатарот и низ мултидисциплинарен преглед во институционална форма, правилно да може да се лоцира симптоматологијата на аутизмот и да ги препознае критеријалните однесувања кои го лоцираат аутизмот како нарушување.